На последната 40-та седница владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата за подготовка на стратегијата за реформа на правосудниот сектор за период 2017-2022 со акцијски план преку која се дава насоки, правци за подобрување на целокупниот правосуден сектор преку надминување на постојните недостатоци како од нормативен, така и од институционален карактер. На седницата владата ја усвои информацијата на Агенцијата за катастар на недвижности за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за повеќе услуги на катастарот. Со предложените измени, цените на услугите на Агенција за катастар на недвижности за различни услуги се намалуваат од 28 до 90%. Тргнувајќи од информацијата за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец октомври 2017 и од извештајот за работата на интерресорската група составена од 17 државни институции и граѓански еколошки организации, владата го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерство за здравство да ги соопшти на јавноста препораките и мерките што ќе се применуваат при надминување на прагот на алармирање на одредена загадувачка супстанца. На седницата владата го разгледа и усвои предлог законот за амнестија и го задолжи Министерството за правда да го преработи текстот на предлог законот за амнестија како текст на предлог закон кој се носи во редовна постапка и да предвиди одредба со која ќе биде дефиниран датумот дека истиот се однесува за кривични дела предвидени со одредбите од овој предлог закон сторени до 29.2017 година. На оваа 40-та редовна седница владата ја разгледа и информацијата за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018 година. Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 5 дена да донесе процедура за реализација на проектот за користење на услугата за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на зимскиот распуст во учебната 2017-2018 година. На оваа седница владата ја разгледа информацијата за основање на специјализирана национална математичка гимназија во Скопје и го задолжи Министерството за образование и наука да подготви анализа и да достави предлог со активности за основање на специјализирана национална математичка гимназија. Владата ја разгледа и усвои информацијата за одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во однос на состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион и го задолжи Министерството за култура да формира работна група со цел изработка на акцијски план за постапување по одлуките кои произлегуваат од 41-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО.